Добар ден во првото информативно издание за денес. Во продолжение следи кратка најава за дел од настаните. Одбележени 25 години од формирањето на ВМРО ДПМН и 122 години од историското ВМРО. Под мотото јога вежби и техники за надминување на напнатоста и стресот, денеска ќе се одбележи меѓународниот ден на јогата. Од утре започнуваат уписите за идните средношколци. Основците ќе бираат помеѓу општинските и стручните средни училишта. Вчера владеачката партија ВМРО ДПМН го прослави својот 25 роден ден. Премиерот Никола Груевски на прославата зборуваше за историјатот на партијата, основачите за моменталната политичка криза, но и за изборите идната година за кои најави победа на владеачката гарнитура. Под слоганот "Нашата сила е нашиот народ е нашата држава", ВМРО ДПМН вчера го одбележа 25-тиот роден ден. На свеченоста по тој повод, што се одржа во Скопје, своје обраќање имаше лидерот на партијата Никола Груевски, кој говорејќи за почетоците на партијата, потсети на имињата на незините основачи: Лјупчо Ѓоргиевски, Драган Богдановски, Борис Змејковски, Гојко и Мане Јаковлевски, Владо и Дијана Трнталовски, Васил Наумов, Драги Арсов и стотици други. Која политичка сила е денес ВМРО ДПМН? Денес ВМРО ДПМН е најсилната, најмокната и најбројната партија во Република Македонија. Партијата која денес брои 170.000 членови. Речиси половина милион поддржувачи. И е главен столб и двигател на развојот и стабилноста на Република Македонија. Но во последните 5-6 месеци партијата го доживува најголемиот удар досега на крајно некоректен начин, нагласи Груевски. Во неможност да биде победена во нормална политичка битка, во надпревар на идеи, со работа и со резултати, со реформи и создадени дела, со понуда која граѓаните ќе ја оценат за најдобра, со доверба која извира од народот, на демократски и на транспарентен начин. Противникот, соработувајќи со мрачни сили, како што и самиот се произнесе, и сите тоа го видовме, се обиде на најбрутален, најкукавички и најнедемократски обид да ја сруши партијата, нанесувајќи огромна штета на државата и на нејзините граѓани. Но наместо тоа, почитувани сопартици, тие ќе се срушат себе си и веќе почнуваат да се срушуваат, сакајќи нам да ни направат штета и стапица, подценувајќи го македонскиот народ и сите граѓани на Република Македонија, подценувајќи ја нивната интелигенција и капацитет за расудување, влегоа во валкана игра со која самите влегоа во стапица, во предвремени парламентарни избори на кои ВМРО ДПМН оди во нова победа и по кои Македонија ќе продолжи да оди напред, предводена од ВМРО ДПМН. Токму поради ова, со масовна подршка од народот, опозицијскиот СДСМ овој пат ќе го доживее најголемиот пораз во своето постоење. Иако преходно не планиравме предвремени избори, иако верувавме дека ова ќе биде прв наш мандат истеран до крај, сепак ситуацијата во која СДСМ ја донесе државата, помогната според кажувањата на Заев од други сили, гледајќи дека СДСМ не планира да запре сурнисувањето на државата преку нивното невраќање во парламентот и создавањето на лоша атмосфера, проценивме дека овој пат потребна е интервенција на народот преку негово масовно учество на организирани, фер и демократски избори, каде народот ќе одговори и на СДСМ и на нивните сценаристи кој е кој во оваа држава. Поточно,
која е силата на манипулантите, а која е силата на народот на Македонија. Денеска 21 јуни е меѓународен ден на јогата. Илјадници луѓе низ цел свет ке вежбаат јога и техники за намалување на стресот, а Јога Сојузот на Македонија преку едукативно предавање кој ќе се одржи во Охрид ке го одбележат овој ден. Денеска 21 јуни е меѓународен ден на јогата, ден кој започна да се одбележува минатата година по одлука на индискиот премиер Нерендра Моди. Овој настан во истиот термин ќе се одбележи насекаде во светот. Илјадници луѓе низ цел свет ќе вежбаат јога и техники за намалување на стресот, а Јога Сојузот на Македонија преку едукативно предавање кој ќе се одржи во Охрид ќе го одбележат овој ден. Од 19 до 21 во Охрид организира меѓународен 38 меѓународен семинар под водство на јога учителот Павлос Хасанагас, а темата е потребата и потрагата по спиритуалноста. Значи, ептен се поклопува, така да кажем, светскиот ден на јогата и она што го работиме како Јога Сојуз на Македонија. Инаку да напоменаме на работа, светскиот ден од лани започна да се празнува, така да кажем, и убаво е тоа да во светски рамки луѓето се информира за позитивните ефекти од јогата, како влијае таа. Јога Сојузот на Македонија веќе 30 години организира недела на јогата и заедно со јога друштвото од Штип одржуваат дебатни форуми за кои јога професорот Томе Биновски вели дека веќе во Штип е создадена култура за вежбање јога. Мислам дека во Штип, да кажеме, веќе е создадена една култура за јога. Значи, целта ние како Јога Сојуз и како Јога друштво Штип локално тука да развиеме свесноста за јога културата, која е неопходност на современото живење. Они што дошле го знаат тоа, а меѓутоа го зборуваме за луѓето кои не се практикувале јога. Значи, убаво е да дојдат да практикуваат на часовите по јога, значи кои ги водат, да речеме, специализирани наставници за тие теми. И тоа има секако позитивни ефекти кај луѓето. Вежбањето јога допринесува во подобрување на мозочните функции, намалување на стресот, зголемена флексибилност и концентрација. Јога е измореден одговор на денешниот стресен живот. Значи го надминува стресот, помага за ускладување на крвниот притисок. Зборува она што е на луѓето им е појасно, да кажеме, на што практично им помага за некои работи. Значи една смиреност, големена концентрација, исправеност на работот, јога спречува деформитети, посебно кај младите луѓе кои се, да речеме, од детска возраст ако се почне, значи тоа е нешто изворедна платформа. За јогата може да се каже дека е една поливалентна дисциплина и е погодна за сите луѓе без оглед на возраста и моменталната психофизичка кондиција. Од утре започнуваат уписите за средношколците. Во Кочани учениците кои завршиле основно училиште понатамошното образование ќе имаат можност да го продолжат во Општинското средно училиште Љупчо Сантов и во Стручното училиште Гошо Викентиев. Идните средношколци во понеделник ќе се запишат во едно од средните училишта. Во Кочани учениците ќе бираат помеѓу Стручното средно училиште Гошо Викентиев и гимназијата Љупчо Сантов. Во Средното општинско училиште Гошо Викентиев има место за 408 средношколци распоредени по струки, изјави директорот Димче Сребренов. Во нашето училиште има место за сите ученици и оние кои биле скроз одлични од 6 до 9 одделение и ги исполнуваат критериумите да имат вкупно 60 бода, па до оние ученици кои помалку се учило во текот на нивното основно образование и повеќе се склони кон вешти, значи имаме профили со 3-годишно занимање каде што се бара минимум или 30 бода. Ги повикувам, значи, сите ученици претходно да си ги пресметат бодовите. Во сите основни училишта се поделени флаери од нашето училиште, каде точно е дефинирано на кој начин се пресметат бодовите, со цел да не ни се случува како минатата година, кога ученици кои не го исполнуваат критериумот, упорно се запишува профили каде што не ги исполнуваат. Значи ги повикувам според пресметаните бодови да можат да се запишат во профилите каде што ќе ги исполнат условите.
Според новиот закон кој го донесе Министерството за образование, оваа година нема да има намалување на бодовите во вториот уписен рок, се со цел учениците да се определат за стручно средно образование. Новост од оваа година при уписот и пресметката на бодовите е тоа што по првиот уписен рок во гимназиското образование и правното и економско струки нема да има намалување на бодовите, значи можно е по барање и одобрување од страна на Министерството. Значи конечно Министерството за образование и наука го исполнува она што го пропагира веќе неколку години, учениците да се запишуваат во средните стручни училишта, бидејќи потребата од таков кадар е се поголема. Второто прејавување на 29 и 30 јуни, а вториот уписен рок е на 28 август. Резултатите од првиот уписен рок ќе бидат објавени на 24 јуни. А и уписите за најмладите се во тек. Детската градинка Бамби од Македонска Каменица подготвена за прием на нови дечиња. Оваа јавна установа располага со капацитет за прием на 160 дечиња. Детската градинка Бамби од Македонска Каменица е подготвена за прием на нови дечиња. Во тек се уписите за дечињата родени 2010 година за предучилишно воспитување, изјави директорката Весна Јованова. Во тек се уписите во нашата градинка Бамби за дечињата родени 2010 година, па очекуваме околу 75 дечиња родени оваа година, 2010, да бидат запишани во големите групи пред поаѓање во училиште. Во нашата градинка работиме по стандардите на ран детски развој од Министерството за труд и социјална политика. Исто така и сите проекти што ни ги препорачува Министерството ги реализираме. Сега во мај ги завршивме проектот Градот низ детските очи и проектот за Бонтон. Еве од септември имаме најава за нов проект. Тој ќе биде за традиционални игри за дечиња во градинка пред поаѓање во училиште. Во моментов речиси сите градинки од источниот дел на државата имаат листа на чекање, но овој проблем за детската градинка Бамби е надминат. Да, досега немаме листа на чекање, значи сите дечиња што ни подале пријава, поднеле се примени во градинката. Немаме листа на чекање и капацитетот не околу 160 дечиња. Исто така во тек е периодот за дезинфекција на внатрешното уредување во градинката, како и обнова и реконструкција на покривот, се со цел за топол и пријатен дом на најмалите дечиња. А невладината организација Цивитас и понатаму продолжува со хуманитарните активности со цел да му се помогне на Иван Стојанов. На 26 јуни од Сдруженијето најавуваат проекција на 2 филма, од кои во едниот можеме да ја видиме штипската актерка Јелена Јованова. Место на проекцијата е мултимедијалниот центар, а цената е 50 динари. Како што беше најавено, се додека не бидат собрани неопходните парични средства за лекувањето на штипјанецот Иван Стојанов во Кина, невладиното здружение Цивитас нема да престане со хуманитарните акции. Она што најавуваат во иднина е проекција на 2 краткометражни филма од македонска продукција, кои ќе се прикажуваат во Штип. Филмовите Стравот, во кои улогите ги глумат актерките Јелена Јованова и Винка Саздова, и Штип 1940-1945 партизански одред Гоце Делчев во продукција на студенти при Штипскиот универзитет ќе бидат прикажани во мултимедијалниот центар при економскиот факултет на универзитетот Гоце Делчев. Датумот на проекцијата е 26 јуни со почеток во 19 часот. Цената на билетите, исто како и за се досега, символични 50 денари, кои за некого се малку, но за Иван се од големо значење, рече основачот и председател на Цивитас Мартин Ѓорѓиев. Ѓорѓиев истакна дека идејата за промоција на филмови постои од поодамна, но дека сега е вистинскиот момент за нејзина реализација. Во Албанија денеска се одржуваат локални избори, прв пат според новата територијална поделба на земјата која ја сочинуваат 61 локални единици. Македонската партија во Албанија на овие избори има еден кандидат за градоначалник, додека за советници има листи во 16 општини.
Во близината на градот Калви Резорта северно од Неапол беше откриена джиновска депонија каде што илегално беше фрлено хемиски отпад. Големината на депонијата изнесува околу 30 фудбалски игралишта и во депонијата се закопани вреќи и буриња полни со милиони метри кубни отровен отпад. Бурињата полни со хемиски отпад беа откриени по испарувањето на отпадот на површината. Најмалку 140 лица се уапсени во Братислава по насилствата кои избија после протестот против имигрантите и квотата на Европската Унија за бројот на мигранти кои Словачка треба да ги прими. Илјадници луѓе протестираа вчера во Братислава против имигрантите. Протестот беше организиран од антиисламското движење во Братислава, а учествуваа над 8.000 лица. Перо Антич, првиот македонец во НБА кошаркарската лига, нема да игра за Македонија на престојното европско првенство, кој ќе се одржи во септември. Единствениот македонец во НБА лигата, Перо Антич, за српските медиуми изјавил дека нема да игра за македонската репрезентација на престојното европско првенство. Не, нема да играм. Веќе во години сум и мислам дека ова европско првенство треба да го изиграат момците кои тоа го заслужија, оние кои што го изборија тоа, изјавил Антич. Инаку тој се најде на списокот на селекторот Джикич, објавен вчера, заедно со Илиевски, Чековски, Мекејлеп и Самарџиски, кои исто како и Антич не настапија во квалификациите. Досега на располагање на селекторот Александар Джикич искажаа Владо Илиевски и Предраг Самарџиски. На Евробаскетот 2015 македонските кошаркари ќе бидат во групата С во Загреб, заедно со балканските ривали Хрватска, Словенија и Грција и селекциите на Грузија и Холандија. За Македонија ова представува четврто европско првенство поред по настапите во Полска 2009, Литванија 2011 и Словенија 2013, односно вкупно пето во историјата по првенството во Франција во 1999 година. Европското првенство во Евробаскет го организираат 4 држави: Франција, Германија, Хрватска и Летонија. Овде е крајот на овие вести. Со повеќе содржини гледајте не во Дневникот во 16:30. До тогаш информирајте се на нашата веб страна kanalplus.mk. Ви посакувам пријатен ден. Како што беше најавено, се додека